Диви депонии се уште никнуваат неконтролирано на многу локации во Штип. Во текот на вчерашниот ден мини дива депонија имаше кај модуларната болница, а ништо поразлично не е сликата и во близина на Мирјанина црква. Екипите на јавното претпријатие ИСАР се борат на терен со отстранувањето на нелегално создадените диви депонии од страна на граѓаните. Директорот Александар Арсовски посочи дека капацитетите со кои располага претпријатието им ги завршуваат активностите предвидени во програмата, им ги чистат дивите депонии. Затоа апелираше граѓаните да бидат поодговорни да не фрлаат ѓубре, отпадоци и предмети од домаќинствата на места кои не се за таа намена. Доколку со закон се пропишат некои нови износи на глоби, секако тоа општината и комуналниот инспектор ќе треба да го спроведат на терен. Ние како јавно претпријатие конкретно денес работиме на чистење и веќе ги исчистивме две депонии кои што се створени нелегално на територија на општина Штип. Едната е кај модуларната болница, а другата е во близина на местото каде што сега се врши оваа акција. Така да согласно нашите капацитети ние единствено можеме само да излеземе на терен и благовремено ги санираме и чистиме истите, меѓутоа тука мора да не изостане нашиот апел граѓаните да не ги прават тие депонии, бидејќи капацитетите на јавното претпријатие ИСАР не се доволни и не мораме да ги користиме само за отстранување на диви депонии, затоа што имаме и голем број други работни активности согласно нашата програма за работа. Дивите депонии најчесто се создаваат на места кои се скриени, но како што вели Арсовски, тоа не е причина за да се фрла ѓубре. За чиста животна средина потребно е сите заеднички да придонесеме за да не се гушиме во ѓубре деци денетој. Во меѓувреме, председателот на ЗЕЛ Сорце Ѓоргиевски очекува наскоро да се донесат измените на законите за локална самоуправа и комуналната полиција и тие да бидат во интерес на граѓаните за добивање на подобра и пофункционална локална власт. ЗЕЛ, како што посочи, има изработено и предлог закон за комунална полиција. Се иницира и промена на минималните глоби, кои во моментот се од 50 до 200 евра, таа да биде од 4 до 6.000 евра и да постои можност службите од општината да го запленат и возилото, па подоцна да биде предадено на Министерството за внатрешни работи.